Јосип Броз Тито, храбар воин, човек на мудроста, архитект на нова Југославија, првенец за мир, еминентен водач на братските народи. Во него не гледаме само персонификација на храброста, туку и визии и мудрости. Нью Йорк Таймс, 1944. За Титовата личност има многу теории. Според едната, која многу југословени сметаат за правилна, постојат досега 3 Тита. Кога едниот ќе умре, друг го презема неговото име и така станува бесмртен како легендарната птица Феникс. Доволно е само да мрднам со малиот прст, па Тито веќе ќе го нема, би паднал. Ве поздравуваме вас како водач на државата, со која сад имаат пријателски односи, а истовремено ве поздравувам и како најеминентен државник на светот. Тоа беа големите тројца, Тито, Насер и мојот татко Нехру. Присно соработуваа и имаа еднакви погледи за надворешната политика и за прашањата од внатрешниот развој. Основна мисла нас е руководила читаво време да чим више упознамо те народе и нихове државнике sa novom Jugoslavijom, sa težnjama naroda Jugoslavije, sa time kako mi gledamo na razna spoljno-politička pitanja i da je nama više svega na srcu mir. Čovečanstvo je išlo napred zato što su mase i pojedinci gledali napred, što nisu se mirili sa svojim tegobama i nesrećama. Tako smo i mi u Jugoslaviji 1941. godine morali mnogim izgledati veoma naivni kad smo se uhvatili u koštac sa strahovitom Hitlerovom mašinom koja je tada bila u naponu svoje moći. Međutim, kasniji tog događaja je pokazao da su naivni bili oni koji nisu verovali u mogućnost uspešnog otpora. Водачот на британската војна мисија при Врховниот штаб на Народно-ослободителната војска на Југославија Фицрој Маклейн, кој покрај Тито ги преживеал најтешките моменти од ослободителната војна, подоцна вака го оценил Тита во тие решавачки времиња. Во војната, рекол Наполеон, не решаваат луѓето, туку човекот. Тито во отпорничката војна против германците внесе исклучителни особености: храброст, реализам, непоколеблива решителност, единство на целта и јасна здрава смисла. Кога беше потребно да се решава, Тито решаваше прибрано и смирено, па макар колку состојбата да била непогодна. Тито беше надарен и ги инспирираше своите единици со целосна преданост на делото, која ги доведуваше до тоа што повеќе не мислеа за своите животи, ниту за животот на другите луѓе. А она, за кое Тито и неговите приврзаници се бореа, беше правото да господарат со својата земја на свој начин и без туѓо мешање. Ослободителната борба до крај ја прекали Титовата решителност и бестрашност. Во неа се роди Тито државникот, кој наспроти на искушенијата, грозотиите и жртвите што ги донесуваше војната, сите своји напори ги насочи за мир. Мирот Нова Југославија е затекна со повеќе од 1.000.000 жртви и со дотемели разурната држава. Новата држава, родена во крвта на револуцијата, во братството на народите кои што во заеднички и рамноправно изградени републики го најдоа остварувањето на совекови старите стремежи, се најде во пионерска мисија. Војната победа беше извојувана, а пред револуцијата се најде не помалата изискувачка задача да се изгради и да се зацврсти социјалистичката држава. Но земјата која ни целото нејзино минато ја газеле најразлични непријатели и завојувачи, беше сега поставена пред нови лакоми погледи и удари. Светот се беше разделил, социјалистичка Југославија не му беше по волјата на Запад, а новиот југословенски пат со се поголема недоверба го следеше и Исток. Младата држава така за кратко време се најде пред најсудбоносното решение. Дали да го продолжи самостојниот и независниот пат, или пак да се приклонува кон се полошиот притисок на државата, која што социјализмот си го земала под закуп. Тито беше пред првиот најрешавачки чекор во мирот.
Кога беше објавена резолуцијата на Информбирото, Југославија конечно остана сама. Западот и замеруваше за социјализмот, додека Истокот го следеше затворениот единствен социјалистички пат, се разбира како што го диктираше Сталин. Источноевропските земји бараа дури и замена на југословенското раководство. Ефектот беше токму спротивен. Народите на Југославија, разочарани од методите на партијата и државата, каде што идејата на социјализмот најпрвен заживеала, со огорчување ги отфрлија неоснованите напади и уште повеќе се сплотија околу партијата и Тито. Da bi se na taj način skinula slava za naroda Jugoslavije u njihovoj herojskoj borbi, da bi se na taj način pogazilo sve ono veliko što su naši narodi postigli, ogromnim žrtvama i potocima krvi, da bi se na taj način razvilo jedinstvo naše partije koje predstavlja garanciju uspješne izgledne socijalizma u našoj zemlji i ostvarenje srećnijeg života naših naroda. Поради таквата подкрепа и потпора, Тито тогаш одново ги премина рамките само на државен раководител. Наместо пораз што го ковеше хегемонијата, Тито извојува една од своите најголеми победи. Слично како во војната, одново докаже дека малиот може успешно да му се спротивстави на големиот. Настаните од 1948 година ги прекинаа сите очекувања и надежи на народите на Југославија дека во Советскиот сојуз ќе најдат целосен сојузник и сестрана помош и подкрепа во изградбата на новата задница. Наспроти на некои непријатни доживувања од времињата на војната, се до резолуцијата на Информбирото во Советскиот сојуз гледавме искрен другар. Затоа и првото официјално патување на Тито во слобода водеше во Москва. Министр иностранных дел Югославии господин Шубашич, посол Югославии в СССР господин Симич, заместитель Народного комиссара иностранных дел СССР товарищ Вишин, начальник советской военной миссии в Югославии генерал-майор Киселев. Договор подписали по уполномочию Регенского совета Югославии председатель Совета министров Югославии маршал Брос Тито. По уполномочию Президиума Верховного Совета Союза СССР, заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР и народный комиссар иностранных дел товарищ Молотов. После подписания договора товарищ Молотов и маршал Брос Тито обменялись речами. В своей речи товарищ Молотов сказал: «Советский Союз, осуществляющий великое дело Ленина-Сталина, и демократическая Югославия, занявшая почетное место среди народов, борющихся с фашизмом, будут отныне еще теснее связаны между собой дружбой, взаимной помощью, всесторонним сотрудничеством». Маршал Брос Тито сказал в своей речи: «Этот договор является выполнением самых давних стремлений народов Югославии – жить в тесной дружбе с великим советским народом, который в этой самой тяжелой в истории борьбе дал сверхчеловеческие жертвы за победу над общим врагом свободолюбивых народов, за свободу и независимость малых народов и в первую очередь за свободу и независимость Югославии». Состојбата на југословенско-советските односи имаше и натаму вонредно значење за меѓународното работничко движење. Се покажа дека хегемонијата не е туѓа ни во социјалистичкиот свет, дека и меѓу социјалистичките држави се можни спорови и најтешки спротивности. Дури осудувањето на култот на личноста и процесот на десталинизацијата ја донесе потврдата дека вистинската моќ на социјализмот е всушност во различноста на патот во социјализам. Белградската декларација од 1955 година, објавена за време на посетата на Хрушчов, најпосле го потврди и правото за самостојно избирање на патот за социјалистичкиот развој, правото заради кое Југославија и Тито 8 години порано беа најостро осудувани. Та помимна змага ја однович двигнила Тито углед и на... Оваа значајна победа одново го зголеми и подигна Титовиот углед и авторитет кај нас и во светот. Начелата на Белградската и подоцна и на Московската декларација добија општа важност за односите меѓу социјалистичките држави и комунистичките партии. Во одделни кризни моменти на меѓународното работничко движење, всушност престанаа различните проби и искуства и беа дури кршени, но секогаш ја зачувуваа својата актуелност, исто така како Титовата истрајност при барањето на постојано нови облици и решенија. И что нам исполнено желание искусства се
pokazuje da ljudsko društvo zahteva nove oblike svoga uređenja. Jer kad bi ne bi tako bilo, onda bi mi gledali čisto metafizički na razvitak društva, a ne dijalektički. Jer ja ne vjerujem da je moguće stvoriti za čitavi svijet jedno šablono za društveno uređenje. Овој наш закон за предавање на управување фабриките и предпријатијата на работните колективи е логична последица на развојот на нашата заедница, запише и рече Тито при донесувањето на законот за самоуправувањето во 1950 година. Настојувањата за вистински демократски меѓународни односи, за доследно почитување сувереноста и независноста и за правото на сопствен општествен развој, се разбира, беа обусловени со оригиналниот развој во нашата земја. Со воведувањето на самоуправувањето започнавме да остваруваме една од основните цели на социјализмот. Нашиот сопствен изворен пат предизвикуваше се поголемо светско интересирање, а многобројните новоослободени и други држави во нив гледаа пример. Југославија и Тито одново заораа пионерски целини. Но тоа беше само зачеток на долготрајниот процес. Nisam nikad zadovoljan prosto. I am never satisfied. Ja uvijek mislim da bi trebalo biti bolje. Ваквиот наш внатрешен развој имаше природна последица во се потесните допири како со народите и државите кои се уште се ослободуваа од колонијалните и другите окови, така и со новоослободените држави во Азија, Африка и Латинска Америка. Со нив не поврзуваше сличниот трнлив пат како и заедничките интереси. Затоа е разбирливо што целиот престиж придобиен во големината на нашиот придонес во Втората светска војна и подоцнежниот развој сме го насочиле во напори и подршка на народите од тој дел на светот. Се роди една од највидните Титови активности, дејност на која и посветил толку внимание и време. Drugo je pitanje sada, možemo li egzistirati. Mi nemamo ništa zajedničkoga ovoga s njim što se tiče unutrašnjih sistema na kapitalističkom sistemu i našem socijalističkom sistemu. Ali imamo mi zajednički, a to je pitanje mir i saradnje po pitanju ekonomskim i drugim problemima. Afrika neće, ni Azija neće moći da se podigne iz tradicionalne nerazvijenosti ukoliko nećemo postignuti to da zemlje koje su najrazvijenije dadu sredstva zajedno sa drugim socijalističkim zemljama da se te zemlje čim prije podignu ekonomski na svoje noge. Dakle, i čitavi niz ima probleme koje čine apsurdno takvo postavljanje pitanje da li, kako možemo da sarađujemo sa tim zemljama. Zar mi ne pomažemo svaku zemlju koja vodi borbu za svoju nezavisnost? Pomažemo. I mi ćemo pomagati to i inače. Ali nećemo da ponovno raspirimo hladni rat i dovedemo svet na rub propasti. Токму затоа, за да го зачуваме и развиваме сопствениот пат, нашиот развој, моравме да го избереме и да го негуваме и самостојното меѓународно определување. Како единствена алтернатива на тешката меѓународна положба, студената војна како последица на блоковските спротивности, на политиката на империјализмот и експлоатацијата, која што уште повеќе ги продлабочуваше проблемите на младите и неразвиените земји, се роди политиката на неврзаноста. Југославија и Тито беа меѓу нејзините највидни поборници. Тито во содејство и соработка со историските личности, како што се Нехру и Насер, придонесуваше и даваше прилог не само со постојано нови замисли и акции, туку и даваше углед и соодветно место во меѓународните односи. Неврзувањето, кое особено блоковите го оценуваа само како интермецо на распнатата жита, стана не само манифестација, туку филозофија сега веќе на мнозинството држави во светот. Нивното дејствување во меѓународните настани внесе нови димензии, а посебно вонредна сестрана активност која битно припомогна кон зближување и запознавање на народите, кон нивното поединствено настапување и кон демократизација на меѓународните односи. Кон тоа решавачки придонесуваа многобројните средби на неврзаните, кои по правило беа свикувани во моментите на најзаплетканите меѓународни настани и положби, кога се изјавуваа сите други патишта. Титовата меѓународна дејност е мощна разновидна. Патувања, конференции, говори, приеми. Но тоа не е се. Уште колку од онаа тивка работа што ја извршува по напорниот работен ден доцна во ноќта. Тоа е студија на разновидно градиво, а посебно богатото допишување со државници. Колку решавачки интервенции и посредувања се кријат во тие писма, како и колку замисли за нови акции или пак повторни обиди за решавање на најгорливите прашања на нашето време.
Тука се посланиците, пораките, телеграмите, личните писма. Во нив се насобирале и познаства и се ковале творечки пријателства не само меѓу државниците, туку и со народите без оглед на оддалеченоста и разликите во политичкиот систем. Меѓу адресантите ќе се најдат речиси сите државници на нашето време, ракописи од највидните иницијатори на политиката на неврзаноста, раководители кои биле и лични Титови пријатели, покојниот Сукарно, Насер, Нехру. Naročito sa dubokom žalošću je za mene bila ta vest jer smo bili prijatelji. Jer smo sarađivali zajedno. Ja se sjećam čestih naših sastanaka, diskusija, za koliko je on realnosti, pojedine probleme krupnog međunarodnog karaktera znao osvjetljavati. Naša saradnja bila je veoma srdačna, prijateljska i plodonosna. Šta da kažem za jugoslavenski narod, gdje je Nero uživao nedjeljive simpatije, jer ga jugoslavenski narod kao velikog državnika, velikog prijatelja, velikog borca za mir duboko cijenio. I za naš narod je to veliki gubitak. Naš narod znao da je Nasser bio veliki prijatelj naše zemlje, naših naroda. Imali su prilike da ga vide više puta u našoj zemlji, što je prestalo da kuca ono srce koje je tako verno htjelo da, tako uporno htjelo da podigne svoju zemlju iz ostalosti koji su naslijedili od prijašnjih režima i kolonijalnih vlasti. Забележителни сведоштва на Титовиот огромен придонес и углед, со што си го придоби со доследното заземање за мир, равноправност и напредок, се многобројните признанија од најразлични краишта на светот. Да го споменеме почесниот докторат на најпрочуениот универзитет во светот, како на пример оној во Адис Абеба. Ona je istovremeno i nov znak prijateljstva prema narodima Jugoslavije. Nova manifestacija sve dubljeg i sve čvršćeg prijateljstva. Nezavisnost u međunarodnim... Takšna pa je bila slovesnost na univerzi. Таква беше свеченоста на универзитетот во легендарниот Бандунг. Со десетици одликувања, од почесни докторати до клучеви на почесен граѓанин и највисоки државни органи. Сето тоа преку Титовата историска личност и е приврзано на народите на Југославија, на цела Југославија, која што иако мала земја дала голем придонес за меѓународната соработка и спогодување. Каде и да го водел патот во неговата богата меѓународна дејност, како на пример овде во Сиудат, Мексико, председателот Тито несекаде го очекуваше голем почит и признание. А посебно срдечни беа приемите и среќавањата во бројните млади, новоослободени држави на Африка, Азија и Америка, каде што во Титовата личност го гледаат искуството и особеностите на нивните собствени постигнувања. Во многобројните лични средби и допири кои што ги расплете низ целиот свет, Тито неуморно укажува на најгорливите проблеми на сегашнината. Неговите настапи секогаш биле смели и отворени, па макар да се однесувале за водачите на веле сили или за најмали држави, било за проблемите на колонијализмот, за насилствата од сите видови или пак за прастарото прашање кое човештвото никако да успее да го разреши, разоружувањето. Pitanje daljnjega procesa stišavanja međunarodne napetosti i miroljubivog sporazumijevanja. Ja sam mu prenio sa koliko entuzijazma, sa koliko nada je, na primjer, naš jugoslavenski narod pozdravio onaj prvi korak koji je učinjen u Moskvi u pogledu zabrane atomskih eksperimenata na zemlji, vazduhu i na moru. I rekao sam da, po mojemu mišljenju, takvo entuzijazam i sa toliko nade očekuju i svi ostali narodi. I da sada je na njima koji su najodgovorni za to da dalje učine dalji korak, da čovječanstvo može malo više
da odahne. Една од основните константи на Титовата и југословенската надворешна политика е секогаш доследната поддршка на Обединетите нации, чии соосновачи сме, како и истрајните и постојани настојувања, таа организација да се претвори во деловно и ефектно оружје на мирот. Тито е меѓу ретките светски државници кој токму поради ова настојување два пати патувал во Њујорк и говорил пред највисокиот политички форум на светот, Генералното собрание. Двете настапувања беа предмет на извонредно интересирање и внимание. Ladies and gentlemen, čini mi osobito zadovoljstvo što se nalazim po drugi put pred ovim visokim forumom i što mi se pružila mogućnost da govorim sa tribine organizacije koja je stvorena sa teškim iskustvima najvećeg rata u istoriji, kao izraz duboke težnje ljudi i naroda da rat i silu zauvijek isključe iz međusobnih odnosa. Nijedna zemlja, niti grupa zemalja ne bi trebalo da se smatraju isključivo pozvanim ili ovlaštenim da tumače ove miroljubive težnje. Niti bi bilo koja zemlja ili grupa zemalja smela da im stanu na put u ime bilo kakvih svojih užih interesa. Mi želimo da Ujedinjene nacije u sve većoj mjeri djeluju u pravcu zbližavanja među narodima, da budu instrumenat njihove saradnje i njihovih napora za osvešćenje mira u svijetu. Угледот што Тито си го придоби во светот далеко го прерасна економското значење и големината на Југославија. Поради независната политика, како и поради стратегиската положба на Југославија, Тито бил постојано во тек на најзначајните светски настани. За време на многобројните средби били чест гостин и водач на раководителите на светските велесили.